Будење со Јулија. Најдраги мои, вие ја видовте на јавната шпица и денеска знаете дека точно 12 часот време е за нашето заедничко будење. Уште една среда, драги мои, нека ни е на среќа, нека ни е за убаво, за арно, заради тоа што ете и денеска, како и секогаш, јас се погрижив да имам прекрасни гости, да ја започнем емисијата на вистина онака, да кажам, со една убава енергија, но понекогаш, драги мои, се случуваат непредвидени работи. Затоа ние мораме да сватиме дека не можеме секогаш да испланираме се во животот. И затоа би сакала денеска да обрнам внимание на тоа колку ние сакаме да бидеме сите сигурни дека нештата што ќе ги испланираме ќе се одвиваат онака како што ние сме замислиле. Но секогаш, драги мои, не се случува така. Еве, денеска жив пример. Мојата емисија, знаете дека оди секоја среда во живо. Значи, во живо нема чекање, ова не е снимање. Многу пати им објаснувам на моите гости дека не треба да доцнат, дека треба да дојдат малку пред време, да се прилагодат, за да почнеме на време, бидејќи точно 12 часот нема враќање. Значи, се оди во живо. Ова емисија, драги мои, е жива емисија. И затоа сите ја креираме заедно. Затоа јас, какви и да имам некогаш, да речам, препреки, морам да бидам спремна на се. Па така и во животот. Мораме да се навикнеме дека понекогаш не чекат изненадувања и да научиме да бидеме во мир и трпеливост и најважно од се да ја прифатиме одредената ситуација и да видиме што може сега нешто друго да направиме корисно за да биде добро и за нас и за сите тие кои што нешто очекуваат од нас. Јас имав прекрасна гостинка, драги мои, за почеток на ова денешно издание, но ете се случи пола час пред емисијата да ми се јави и да ми каже дека не може да биде денеска гостинка заради тоа што се случило во семејството некој здравствен проблем и едноставно не е во состојба да дојде. Јас како изреагирав, дали знаете? Едноставно во себе си реков, да, можно е се, може би некој нема да поверува во нешто такво. И сега би можела да се изнервирам и да речам како сега емисијата оди во живо, значи сум ја планирала гостинката, а половина час пред емисија нема шанси да најдете друг гостин. И што направи вашиот водител и мотиватор? Едноставно се помолив за нејзиниот проблем. Се помолив и реков Бог нека име на помош. И навистина верувам дека Бог ќе ми даде промисла како јас денеска да ја заокружам или да изреализирам мојата емисија, бидејќи не е малку, се работи за гостин кој што пополнува простор, речиси, 1 час. Но бидејќи кога сме усредсредени на нешто и кога сме во сопствениот мир, секогаш можеме да најдеме некакво адекватно решение или приближно добро решение за одредена ситуација. Па, драги мои, ете, јас верувам дека вие ќе останете до крајот на нашето заедничко будење, затоа што навистина се потрудив ова емисија и покрај се да ги задоволи содржините кои што вие ги очекувате. И вториот гостин пак еден гостин кој што навистина ќе направи едно прекрасно расположение и го чекам да дојде, можеби ќе дојде и порано, затоа што ете се слушнавме и му кажав каква е ситуацијата, но бидејќи веќе беше закажано до 13 часот, речи дека ќе се потруди да дојде порано, па верувам дека ќе се посложат коцките, драги мои, навистина да имаме едно прекрасно издание. А на некој начин верувам дека и вие ќе бидете вклучени во емисијата, бидејќи имам и нешто убаво за вас. Едно изненадување кој што го подготвив и за вас, драги мои. Епа, што да ви кажам, се случуваат така интересни работи во животот, некогаш како да кажам, непредвидливи, но се е енергија. Зашто јас велам? Тој што треба да биде гостин во мојата емисија ќе пиде, тој што треба да ми се јави ќе ми се јави, или јас ако требам некаде да отидам ќе отидам. Се е енергија. Ние, драги мои,
енергетски се поврзуваме. И секогаш треба да оставиме простор, ако нешто ни се случи изненадно или неочекувано, непредвидливо, затоа што колку и да мислиме дека нешто сме предвиделе во животот, верувајте, не сме мокини. Едноставно, некогаш животот ни дава ситуации во кои што ние ќе видиме на кој степен на свесност сме. Затоа што кога вибрираме на ниска свесност, се случува веднаш да се изнервираме и да реагираме. Многу луѓе што ги гледате како се лути, како изговараат неубави зборови, па псујат, па кажуваат 300 неубави работи, без да размислат дека можеби некоја ситуација едноставно така морала да биде. Затоа, драги мои, во ова време денешно многу е битно да бидеме смирени, да бидеме во себе. Она не залудно рекле постарите да изброиме до 10, па ако треба до 110, драги мои. Заради тоа што смиреноста ни овозможува многу посвесно да работиме. Нашиот ум, кога е мирен, тој е спремен да најде решенија. Ама кога е вознемирен, зашто велат, кога си луд, кога си вознемирен, тога немој да носиш ниту одлуки, ниту да превземаш некаков нов чекор, заради тоа што тоа нема да биде успешно. Ете, јас така се потрудив малку да речам, да дадам некој увод во ова денешно наше издание, бидејќи времето ми дозволува ова емисија полежерно да си ја почнам. И така да посветам внимание на некои теми кои што, ете, понекогаш ги забораваме. Но многу е важно да се подсетиме, ако тоа ни е некако во нашиот код, ако ни влезе во подсвеста, верувајте, што и да ни се случи, каде и да одиме, ние секогаш ќе застанеме, ќе вдишаме длабоко, ќе речеме, чекај сега во мир да видам што можам друго да превземам, без да кревам паника или да се плашам дека нешто нема да биде во ред. Драги мои, морам да ви кажам дека животот носи прекрасни работи. Кога сме спремни да на некој начин ги доживееме, кога го гледаме животот од убавата страна. Јас бидејќи едноставно така сакам да го гледам животот и ете некогаш на вистина ми се случуваат работи кои што се вистинско чудо и на кои што да кажеме не сум помислила, но самата енергија ме носи таму каде што има добра енергија. Или ми носи луѓе кои што на вистина имаат убава енергија. Па пред некој ден ми се случи една прекрасна случка, запознав едни прекрасни деца наши, кои што не живеат во Македонија, живеат во Канада, но тоа се едни прекрасни деца, ми се чини дека една девојка и тројца машки, се деца од 18 до 22-3 години. Јас така ми дојдоа како некои светлосни, убави битја, кои што носат светлина, љубов, емпатија. Тоа е една група која што, и покрај тоа што се толку млади, јас мислам дека тоа е некоја генерација, не знам, трета генерација на деца кои што се родени надвор од Македонија, значи нивните дедовци, баби, па нивните родители, може би се некоја трета, дури и четврта, затоа што се многу млади, но деца кои што ја обожаваат македонската музика и македонските корени, толку многу знаат за Македонија, толку многу знаат за македонската музика, сите се пар екселанс музичари, така што тие постојано слушаат, снимаат и пеат македонски песни или нивни лични песни кои што се со македонски текст и се многу интересни. Се со една неверојатна животна енергија. И едноставно така не нанесе ветрот, се запознавме на Фейс и тие ми ги прати, им беше голема чест да ми пратат мене она што тие го работат. А јас на големо задоволство кога го видов тоа навистина бев одушевена, драги мои. И таква една светлина еманираат, тоа се такви едни убави створења, што едноставно
не можев да останам имуна, им реков деца, јас си ги нарекувам светлосни деца, затоа што навистина носат само љубов и светлина, тоа таква една енергија. И, драги мои, за оваа пригода за прв пат, тие сакат да останат во анонимни, мистични. За сега не ги откриваат своите лица, својот идентитет, значи на YouTube си пласираат спотчиња со прекрасна музика. Обично сакат да пеат, ги пеат на македонски, а помалку има и англиски текст, така да, значи, тоа е една млада генерација која што е многу интересна. И јас сега за оваа пригода, но морам да погледнам во мојот телефон да не погрешам нешто. На мојот продуцент му дадов едно спотче кој што е направено на нивни тексти, нивна музика. Се вика Don't Bury Гајле Be Happy. Don't Bury Гајле Be Happy. И така оваа емисија и покрај тоа што се случи некој настан кој што не беше баш така одушевувачки како за почеток, но се едноставно секогаш има убав повод и нешто убаво се случува што ќе направи адекватна замена, па дури и многу поубава. Драги мои, одиме сега за почеток да го отвориме ова денешно издание со едни мистични светлосни деца и Don't worry, не бери гајле или be happy. Одиме со среќно и убаво да го започнеме ова денешно заедничко наше будење. И знаете што, најверојатно не гледаат, затоа што многу сакаат да гледаат, значи преку Google да не следат, и јас ги поздравувам од овде кога студиото на телевизија Сонце, моите прекрасни сонциња таму некаде, како што тие велат, под исто небо, иако се далеку, сепак сме сите блиску. Поздрав и со убав поздрав. Со Јулија. Играм и пејам, на животот му се смејам. Играм и пејам, на животот му се смејам. Doing very гајле, be happy, светот убав е, види. Doing very гајле, be happy, наздрави за среќен ден. Doing very гајле, be happy, светот убав е, види. Doing very гајле, be happy, наздрави за среќен ден. Не грижи се, среќен биди, секогаш со насмевка иди. Животот е краток, знај, среќата ја најди. Try, doing very гајле, be happy, светот убав е, види. Doing very гајле, be happy, настави за среќен ден. Не грижи се, среќен биди, секогаш со насмевка иди. Животот е краток, знај, среќата ја најди. Try, doing very гајле, be happy, светот убав е, види. Doing very гајле, be happy, настави за среќен ден. Не грижи се, живеј ти, среќа најди во срце. Сонувај за добри дни, животот е убав ден. Doing very гајле, be happy, светот убав е, види. Doing very гајле, be happy, наздрави за среќен ден. Пријатели, секогаш тука, секој ден радост да носи. Сонувај за добри дни, животот е убав ден. Doing very гајле, be happy, светот убав е, види. Doing very гајле, be happy, настави за среќен ден. Doing very гајле, be happy,
убав е. Види, doing very geile, be happy, наздрави за среќен ден. Играм и пејам, на животот му се смејам. Играм и пејам, на животот му се смејам. Doing very geile, be happy, светот убав е. Види, doing very geile, be happy, наздрави за среќен ден. Doing very geile, be happy, светот убав е. Види, doing very geile, be happy, наздрави за среќен ден. Не грижи се, среќен биди, секогаш со насмевка иди. Животот е краток, знај, среќата ја најди. Try, doing very geile, be happy, светот убав е. Види, doing very geile, be happy, наздрави за среќен ден. Не грижи се, среќен биди, секогаш со насмевка иди. Животот е краток, знај, среќата ја најди. Try, doing very geile, be happy, светот убав е. Види, doing very geile, be happy, наздрави за среќен ден. Не грижи се, живеј ти, среќа најди во срце. Сонувај за добри дни, животот е убав ден. Doing very geile, be happy, светот убав е. Види, doing very geile, be happy, наздрави за среќен ден. Пријатели, секогаш тука, секој ден радоста носи. Сонувај за добри дни, животот е убав ден. Doing very geile, be happy, светот убав е. Види, doing very geile, be happy, наздрави за среќен ден. Doing very geile, be happy, светот убав е. Види, doing very geile, be happy, наздрави за среќен ден. Будење со Јулија. Ете, драги мои, don't very geile, be happy. Со ова убава илустрација на ова убава идеја, значи, прекрасно ни испеа групата Мистерија. Значи, тоа се прекрасни деца. Ете, треба животот да го славиме, да се смееме и да пееме. И ете, секогаш да бидеме расположени за нешто убаво. Ете, морам да ви кажам дека навистина ми беше драго, што може би на ваков начин ова е почеток за овие млади луѓе овдека на овие простори, голема радост и им посакувам големи успеси да стварат, да пеат, да зборуват на македонски и да ја шират љубовта и светлината. Епа, драги мои, овие денови морам да ви кажам, навистина се случи нешто многу убаво за мене. Се случи манифестацијата Љубов за сите. Љубов за сите посветена на мојот жив ангел Небесен Ан, големата македонска уметница Андријана Мациев. Манифестацијата се случи во Прилеп по повод 3 годишнината од заминувањето на македонската уметница Андријана Мациев, на мојата љубов, моето единствено дете, кој што, како што знаевте, водевме голема борба со канцерот за време на ковидот, 2 годишна борба. И на крајот, ете, таа замина со ангелите и навистина од тогаш, за да едноставно јас се кренам да преживеам, се случија
чудесни работи за кои што јас напишав и книга и која што мислев дека ќе биде готова сега за 3 годишнината, но ќе биде готова таму некаде за септември, бидејќи една доста захтевна книга, во која што е првен автобиографска книга на Андријана, која што ја пишуваше за нејзиниот живот и едноставно сакаше да даде пример за сите оние кои што се соочуваат со тој проблем или со канцерот. Бидејќи канцерот, како што велеше таа и како што знаеме сите ние кои што навистина сме простудирале за таа состојба, не е состојба која што доаѓа туку така од лоша храна, од лош воздух, од лоша вода. Секако дека и тоа има некаков придонес, но е состојба на душата. Значи, душата, едноставно тоа е крик на душата која што длабоко некаде закопала некакви емоции и кои што еден ден само наоѓаат еден окидач и се разбуктуваат во тоа што се разбуктуваат, а светот се уште нема адекватен лек, освен ако некој сам го пронајде на своја рака или едноставно тоа е Божја промисла. Драги мои, од кога замина мојот ангел Андријанче во Царството Небесно, се случуваат чудесија, значи јас веќе 3 години добивам нејзини пораки, буквално барајки од Бога да ме помилува, едноставно да имам комуникација со моето дете од другата димензија, со душата на моето дете од другата димензија, бидејќи силно верувам во тоа дека смрт не постои, таа е само премин на нов степен на живење на душата, бидејќи душата без тело може, ама телото без душа не може. И телото е минливо, но душата е вечна, драги мои. Од тогаш до сега издадов 2 алманаха, едниот еве го тука, Љубов за сите, значи со пораки од другата димензија. Ова се книги кои што зборуваат за животот после овој живот. Не зборуваат патетично за смртта, затоа што ви реков јас да поверував во смртта, немаше да бидам сега во оваа состојба во која што сум. Затоа што една мајка кога ќе го изгуби своето дете, таа изгубила се, и ако постојано и се повторува тоа дека живот не постои после овој живот, ако поверуваме во тоа, нема кој да не научи, треба сами да го научиме, а има и доста и литература и целата духовност, па дури и нашата христијанска религија не учи на тоа, но едноставно луѓето не знаат како да го објаснат тоа, за да поверуваме во тоа и ќе ни биде многу по-лесно да живееме и да прифатиме се што ни доаѓа во животот. Од тогаш, драги мои, јас направив 7 значи манифестации, Љубов за сите, издадов 2 книги, 2 алманаха за Андријанче. На пат е 3-та книга, незината автобиографска, каде што јас имам еден удел голем во реализацијата, во завршувањето, затоа што таа не успеа да ја заврши, но нејзина идеја беше да издаде книга и во книгата да опише како таа го доби канцерот и како луѓето да освестат дали се потенцијални добитници и како на некој начин да излезат во таа состојба и покрај тоа што таа таа замина, но сепак е победник заради тоа што овие книги се живо сведоштво дека на вистина можеме многу да учиме од другата димензија, од душите на во другата димензија, само ако на вистина поверуваме со чисто срце во тоа. Значи, до сега одржав 7 такви манифестации, последната беше во Скопје, во Струмица, во Тузла, во Кавадарци, сега последната беше во Прилеп, во Домот на културата Марко Цепенков, на што сум многу благодарна за луѓето што ми излегоа во пресред, за сите колеги кои што ја знае Андријана, бидејќи Андријана навистина има дебело уметничко CV за својата уметност и е призната и позната македонска уметница, тоест ликовен уметник.
И навистина сите домови на култура во нашата земја ми излегуваат во пресет и едноставно едва чекаат да се случи манифестацијата Љубов за сите, така ја нареков, манифестација, не само изложба на слики, бидејќи тогаш се случува и голема изложба на нејзините дела, на нејзините слики кои што се акрилна платно, од кои што многу ги сликаше во периодот кога таа мислевме дека е веќе оздравена, направи голема изложба. Тогаш беше во Куманово. Така да сакам да ви кажам, навистина едно богато ликовно творештво остави многу дела кои што јас навистина имам идеја да ги секоја година да правам најмалку 2 пати во годината такви изложби за денот кога таа замина и за денот за нејзиниот роден ден. Значи до сега тоа успеав да го изреализирам и верувам дека и понатаму ќе имам сила, ќе ми даде Бог сила да го правам тоа. Така да еве сега ја користам оваа прилика со фотографии, ги спремивме со мојот продуцент на брзина за да можеме да на овој простор навистина со нешто адекватно и убаво да го исполниме и еве да видиме низ фотографија, јас ќе ги коментирам како помина манифестацијата во Прилеп во културниот дом Марко Цепенков на 14 мај оваа година, бидејќи Андријана замина од оваа реалност на 12 мај на Свети Васили Острошки. Значи имавме 3 годишен помен и 2 дена после тоа манифестацијата Љубов за сите. Да ги погледнеме. Еве, драги мои, ова се дел од нејзините фантастични дела, не дека ми е ќерка, но навистина таа беше исклучителен уметник во склопување на боите, во тој израз на нејзината душа. Еве овдека е еден нејзин колега, Маријан, значи кој што исто така е задолжен за галеријата во Прилеп. Му благодарам затоа што со него воспоставив контакт, значи човекот навистина ми излезе во пресрет, многу сум му благодарна. Ова е веќе од вечерта, кога се сретнавме за прв пат, јас го запознав. Маријан, ти благодарам од срце. Еве овдека се дел, значи, од посетителите, кои што меѓу првите дојде, од десната страна е Верче, која што исто така, Верче Николова, која што исто така е ликовна уметница и доста добро стоја со Андријана, жена во години, која што навистина твори и слика фантастични дела и таа сега пред некој известно време имаш исто така изложба во Прилеп. Овие две господи исто така се уметнички души и уметници, секоја за себе, затоа што знам дека и тие творат и сликат, но јас не успеав да ги запамтам нивните имења, навистина од толку многу информации, но како и да е, се надевам дека во следно видување ќе знам и многу повеќе. Ете тоа е се гостите додека доаѓаат, еве овдека додека ги разгледуваат делата на Андријана. Морам да кажам дека беа изложени 22 дела од 3 циклуси, од циклусот Живот во бои, потоа Женски приказни и еве значи преполна беше салата, овдека вака еден сегмент се дотура столчиња до последното место беше исполнето, значи во салата Марко Цепенков. Им благодарам на сите добри души, на сите прилепчани што беа дел од таа манифестација и што навистина ми беа голема поддршка. Ви реков дека беа изложени, еве тука како потпишувам една од нејзините книги, значи тоа се алманаси од група автори, луѓе кои што знаени и незнаени пишуваат за Андријана веќе 3 години, тоест ги пренесуваат нејзините пораки од другата димензија, а ова е еден млад новинар, христијан, кој што навистина е фасциниран од нејзиното дело и од оваа мисија која што ја одам јас и која што навистина еве се трудам да ја презентирам пред пошироката јавност. Инаку ви реков дека еве ова е од првиот циклус на нејзини дела, значи Живот во бои, овие 3 слики. Едва сум успеала да ги задржам некои дела, вториот е Женски приказни,
А третиот е шарени вибрации, погледни во сонцето и насмевни се. Андријана има многу изложби. Ова е глумецот Игор Трпчевски, му благодарам, кој што читаше стихови. И тоа фантастично читаше, невероватен перформанс имаше, навистина ни натера на сите и солзи на очи и не само тага, туку и радосници, читајќи ги стиховите за слободата, за љубовта, се она што мојот жив ангел, небесен анго порачува од онаа димензија. Ние имаме, драги мои, така наречени гласници, чисти души, луѓе преку кои таа се јавува, а во книгата која што треба допрва да излезе, ќе ви ги открием и другите начини на кои што се јавуваат душите од другата димензија. Добро. Ова е една незина именјачка, Андријана се вика, Прилепчанка. Значи, жената има напишано стихови за Андријана, и кои што се во алманахот Љубов за сите во првиот месечини, и која што таа вечер ги читаше незините стихови. Навистина, се радувам што некои луѓе, воопшто не ги знам, пишуваат луѓе кои што не мора да се поети, тоа се луѓе чисти души кои што можеби никогаш не биле поети, тие се во вид на песни, но се навистина многу свесни и вистинити, покажуваат на некој начин го отсекуваат и нашиот живот, а тие луѓе никогаш ниту не виделе, нити не познаваат. Еве и овдека како посетители ја разгледуваат изложбата. Тоа се навистина луѓе кои што овдека е Дуле, ми се чини, Дуле во Бен Хур, или не знам, во некој состав на времето музицираше и свиреше, кој што се така од Прилеп и кој што ме удостои со тоа што дојде во живо, значи свиреше на клавир во Домот на културата. Јас отпеав една песна во живо. Ја отпеав Молчи, молчи, љубов моја со него, а имав и мои други исполненија на госпелни песни, како што е песната за Мајка Богородица и Слава Тебе Господи. Значи, на тие манифестации навистина имаме пригодна музика која што е адаптирана за таков вид на настан и пригодни читања од поети, од глумци, секогаш е така, затоа е манифестација, затоа што нуди една богата програма, комплетна, културно-уметничка и освестувачка, разбудувачка, значи будење на свеста на луѓето во сите сегменти. Овдека се мои пријателки кои што ги запознав тогаш, а од моја десна страна во црното е Билјана Крнческа, познат новинар од Прилеп, жена која што исто така беше и гостинка во нашето заедничко будење, една прекрасна жена. Ова се нејзини пријателки, ова се жени љубители на уметноста, на пишаниот збор, кои што ме испочитуваа, си купија од книгите и навистина беа одушевени од се она што го слушна на оваа манифестација како спознание за тоа кои сме, што треба да правиме, како да се носиме со болката, како да ја надминеме болката која што на моменти знае да не срози, како што бев јас, срозена и скршена, буквално се дигнав, значи, и јас од мртвите. Ова е Верче Николовска, уметницата за која што ви кажав пред малку, која што навистина ме удостои, кај нејзе си бев во Прилеп, кај нејзе спиев, една прекрасна жена, прекрасен ликовен уметник и благодарам навистина од срце за се. Ова е моја драга пријателка, исто така прилепчанка Оле, жена која што е влюбеник во уметноста и која е присутна на сите ликовни случувања и изложби. Ме удостои, навистина ми дојде, толку многу ме израдува, толку многу ме испочитува и таа има напишано исто така некои не можам да кажам дека тоа се песни, тоа се прозни дела. За оваа пригода срочи од незиното прозно кажување песна, во која што
мојот жив ангел Ан и се јави и имаше јасни кажувања што се случува, каде е таа сега и што требаме ние да правиме овде на земјата. Беше навистина фасцинантно, Оле тоа го прочита со многу емоции, она е една прекрасна душа, ја поздравувам од тука и навистина благодарам што ме удостои. Ова е Каролина, која што работи во Домот на културата во Марко Цепенков и е задолжена за овој дел кој што се нарекува промоција, маркетинг, значи едноставно таа ја отвори манифестацијата со пригодни кажувања за делата на Андријана. Навистина е благодарам, навистина сите луѓе многу се потрудија околу овој настан. Ја поздравувам и Светле, не знам дали е Светле тука некаде исто во овие фотографии, но тие двете и Мариче и таму сите луѓе во домот кои што навистина, еве го и Васко ми се чини, кој што беше задолжен за тонот, за еве го тука и Маријан, со нив сум во разговор, каде што навистина имав огромна подршка од сите вработени во Домот на културата Марко Цепенков. Од срце сум и благодарна на сите. Има и луѓе кои што не им ги знам имињата. Еве овдека настапувам јас со моја музичка numera, ми се чини. Дали е тоа Мајко Боже што ја пеев или Слава тебе Господи, не е важно. А овие позади две дела се последните дела на мојот жив ангел небесен Ан Андријана. Последните две дела кои што се навистина многу специфични и за тие дела ќе се зборува понатаму во наредните периоди што се има на нив насликано и што се кажуваат тие дела. Какви пораки носат. Да, еве овдека сум со Светле и со Мариче, исто жените кои што се Светле е задолжена за галериите, ми се чини во домот, да не погрешам нешто. Марич исто така асистира, тука работат сите како пчелички. Навистина им благодарам затоа што за саат-два ја спремија цела изложба, се намести се навистина. Многу сум им благодарна. Да, овдека еве поставата на нормално и столот, каде што масата, каде што се изложени делата на Андријанче и каде што можев да ги потпишувам незините книги. Еве овие се дела од последната незина изложба во Куманово, значи 21 година, а 22 таа замина, од циклусот Шарени вибрации, Погледни во сонцето и Насмевни се. Ова се импозантни дела кои што се со димензија 1,20 на метар. Навистина нешто што јас едноставно не можам да ги оттуѓам. Ме прашуваа многу луѓе за продажба. Јас делата на Андријана не ги продавам. Тоа е за мене најголемото богатство. Мене дома ѕидовите ми се празни без незините дела, но многу луѓе бараат затоа што навистина се украс во домот со многу убава енергија. Не знам, може би во догледно време некоја репродукција ќе се случи заради тоа што ми бараат луѓето, но јас за сега не сум во можност да ги оттуѓам тие дела. Еве и тука, ова се исто, ова средната слика е од циклусот. Не знам дали е Живот во бој или Женски вибрации. Не ме фаќате сега за збор малку. Еве ми е тука Андријанче, со љубов за сите, мојот ангел небесен. Таа беше едно прекрасно створење, како она се вели на мравка не газеше, голем љубител на животни, на природата, на се она што ја инспирираше, заштитник, емпата, секогаш за луѓето се даваше бесконечно, не знаеше да каже не,
што и не е добро до некаде, заради тоа што некогаш треба да бидеме и за себе малку повеќе. Еве ме овдека мене со Дуле, на кој што сум му неизмерно благодарна затоа што ги пратеше на клавир сите кои што читаа песни за Андријана, кои што читаа поезија од алманасите. Беше навистина прекрасно чувство. А еве овдека ми е Оленце, кога чита пред публиката, навистина читаше со голема возбуда и со прекрасната придружба на Дуле. Таму се Каролина и Игор и навистина едно прекрасно доживување. Ова е Андријана, тука значи со позади нејзе е слика од последниот период и тоа е, еве гледате колку убаво она изгледаше, таа мислевме дека готово е, се е завршено, дека го ја надминавме. Состојбата на канцер се чувствуваше прекрасно, спреми огромна изложба, за да после тоа се влоши, но зошто се влоши состојбата во книгата која што ќе излезе во септември, драги мои, ќе можете да прочитате, тоа е нејзина автобиографска слика, како се случува канцерот и зошто се случи таа да замине. Сепак, ние сите имаме ден на доаѓање на оваа на планета и ден на заминување, но навистина некогаш приказките се и подлабоки. Еве овдека се алманасите. Првиот алманах и вториот, ова се пак нејзини дела, прекрасни, фасцинантни од последниот циклус на дела, и тие се со димензија 1,20 на метар. Од циклусот Разбуди се, погледни во сонцето и насмевни се, гледате каква беше нејзината душа, обоена со бои, со светлина, со убавина. Ова се двете дела последни, кои што со нив планираше да започне нов циклус на дела. Се уште немаше дадено име за тие дела, но како и да е, ја гледате љубовта која што извира од сите дела. И тука се дел од книгите, алманахот, едниот Љубов за сите и другиот првиот. Сега следува и третиот, значи ќе има и книга посебно, каде што е нејзината автобиографија и издание на трет алманах Љубов за сите. Еве прекрасната публика во Прилеп, која што навистина ми пружи огромна подршка таа вечер и уште еднаш користам прилика да им се заблагодарам, на сите присутни, како и на целиот персонал во Домот на културата Марко Цепенков од Прилеп. Ете, така мислам дека, драги мои, доволно доловивме за ова денешно толкување и кажување за манифестацијата Љубов за сите, која што за 7ми пат од кога замена мојот ангел во вечноста, за овие 3 години се 7 пати, значи се одржува секоја година најмалку по 2 пати за денот на нејзиното заминување 12 мај и за денот на нејзиното раѓање 16 септември. Еве Билјана Крнчевска, каде што ги фотографира сликите, имаше прекрасни написи и за порталот Свет за Австралија, така што ги обиколивме, значи оваа изложба
ова манифестација го обиколи и светот. Ете така. Прекрасно, прекрасно чувство, прекрасен прием имав. Ете, тоа благодарам од режија на од целиот овој материјал што го пуштивте и на вистина мислам дека редно е еве овдека да го финишираме овој дел, да се заблагодарам што имавте трпение да проследите. Благодарам на Бога што ми даде сила да можем да го одам овој пат и благодарам на моето ангелче што живо ми се јавува секојдневно и што комуникацијата меѓу душите кои што ни се отидени во другата димензија, драги мои, овдека јас, како Јулија, како ваш водител, мотиватор, ви посведочувам дека е секако можна. Затоа верувајте во животот вечен. Христос воскресна. Одиме со музика и ни влегува нашиот гостин за денеска. Дење со Јулија. Žena koja imaše svoj son, žena, samo žena koja nemaše svoj dom, žena koja čeka zora, što se zori srce da je otvori. Ja sam žena, a ti si moj dom. Žena, samo žena koja
Будење со Јулија. Keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you really about it, what you're hiding. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Srce mi te povika, da mi budeš slatka navika.
будење со Јулија. Најдраги мои, еве, ни поминаа рекламите и веќе мојот гостин за денеска, еден единствен, се намести во студиото на својата позиција, што ми е навистина драго, затоа што е тоа пред се еден мој драг колега, човек кој што навистина е познат и со години обстојува на македонското естрадно небо, човек на кој што јас од секогаш сум се восхитувала заради тоа што пред се има многу убав вокал, вокал кој што милува, вокал кој што навистина кога и да го слушнете, со која песна и да ја слушнете, не може да останете рамнодушни. Едноставно, тоа е човек кој што многу внимава на тоа и што пее, и како пее, и каде настапува, заради тоа што, ете, веќе и самото искуство и годините си го прават своето, има навистина позади себе еден голем багаж од многу испеани песни, од многу настапи, живи, фестивали, секакви забави од секаков вид, драги мои, и навистина ќе остане запишан во македонската историја на естрадните звезди како едно големо име кое што можеме навистина само да се гордееме заради тоа што тој е наш и единствен, препознатлив, автентичен и затоа денеска е и дел од нашето заедничко будење и му велам добре дојде на Мишко Крстевски. Мишко, добре ми дојде. Добро те најдов, Јулија, и поздрав до сите гледачи на тоа убава емисија. Што да кажам, значи, не знам, ваква најава, ја не сум слушнал за себе. Многу ти благодарам. И што да кажам, треба да го оправдам сега во емисија, се тоа. Мишко, заслужено е, верувај ми, јас едноставно зборовите сами ми излегуваат, како што гледаш, немам ни од каде да читам, нити се подготвувам. Тебе не ти треба концепт. Се знаеме одамна, те знам и морам да кажам дека ми е посебно драго, затоа што ти многу добро го знаеш патот естрадниот, Да. Она живот. По тој пат си одела и имаш одам се уште одиш, имаш многу пријатели, пејачи, музичари и така натаму. И многу ми е предизвик и ми е поубаво кога ќе разговарам, кога ми е домаќин во емисија, некој како што си ти сега, кој што ги познава сите тие на некој начин естрадни ситуации и така натаму. И баш ми е предизвик и ќе ми биде интересно. Ке ни биде на двајцата интересно, пред се заради тоа што те поканив навистина со еден голем пиетет и голема почит кон твојата работа, еве како што и самиот видео од најавата, јас не знам навистина да бидам жена која што се ограничува, јас си го пуштам и умот и срцето навистина да ми кажуваат и ми зборуваат она што го чувствувам. И навистина морам да кажам дека сите години од кога те знам, а се знаеме доста долго и покрај тоа што не сме имале некакви прилики, не знам за каква соработка, но секогаш нели онака кога човек настапува некаде заедно на разни приредби, снимања телевизиски. Јас само ќе кажам дека Јулија е маркантна личност и кога да се појавеше и каде да се појавеше, вниманието беше кон неа. Така да ете, тоа ќе кажам сега, мислам, ете, почувствував потреба да го кажам тоа. Значи, ние не сме имали, како што кажа, голема соработка, меѓутоа сме учествувале во емисии заедно и така натаму. Секакви новогодишни забавни, апсолутно, на настапи кои што живи, сме се сретнувале, живи настапи. Ете, Оралфлад сега, го спомнавме, за реклама, меѓутоа тоа време имаше живи свирки, мислам, многу кои што бевме поакти. И дружби некако бевме, како да кажам, не имаше некоја енергија убава. Бевме опуштени, музиката сама за себе си го прави своето. Да работи. Така. Мишко, колку време веќе си активен на естрадата? Кога е твојот прв настап? Дали се сеќаваш? Добро, ја одамна се бавам со музика. Еве, ќе кажам, мојот прв фестивалски настап е 91 година на Фолк фестивал Андово. Така. Инаку јас и пред тоа музицирав. Има група, бенд, што свиревме и така. Така да, еве,
фестивалски и оваа година е Значи, Валандово. еве, ако Валандово рачунаме- е во недела сега, значи за неколку Па тоа сега дена. да те прашам, бидејќи сега е Валандово, а 91 година, колку години помина од првото Валандово Сега до не сега? знам математиката, но... Епа, Сега сме 25-та година. 34, нели? Да. Па тоа не е малку, значи еден голем стаж. Па цел живот, буквално, јас друго не работам. Јас само со музика се бавам и буквално творам во музиката, нешто да оставам, ете, некое дело. И живеам од тоа. Мислам, Така. И Мишко добро се живее од тоа. Затоа па што фала добро, му сега, на Бога. како да кажам, јас сум задоволен. Музиката е мојата љубов, прва љубов, да речам. Уште од малечок свирев хармоника, па после гитара и така натаму, па со пеењето. И така да до ден денеска ми исполнува. Имав прилика да сретнам, да запознам прекрасни луѓе, уметници, меѓу кои си и ти, да имам можност да се дружам на некој начин, дали во емисии, дали на фестивали, Така. што се вели и професионално, и онака во бекстејдж. И приватно, и позади така сцена. да, горе-доле, тоа е Така. мојот стаж, да речам, Па, Бога доста... Ба Бога ми е еден убав стаж, да кажам, навистина, и јас мислам дека во Македонија нема човек кој што не го знае Мишко Крстевски. И каде што навистина не сум слушнала некој, да речам, не си бил човек кој што е подложен на некакви афери, на некои неубави кажувања. За тебе секогаш имало позитивно мислење, кажување. И по пишаните медиуми порано ги имаше, сега не ги имаме така, сега се портали. Ама мислам дека од секогаш си бил застапен така со една убава конотација. Како и да е, за жал, во денешно време, не постои музичка критика, да речем, по-професионална. Така. Порано имаше критичари во музиката. Да. Некои што ни беа и по мерка, некои не ни беа, не е важно. Така да. Меѓутоа, има свое видување и дава критички осврт на фестивалите, на пејачите, на музиката, на аранжманите и така натаму, на наградите. И имаше навистина некаква критика. За жал, сега тоа го нема и е оставено на некој начин да секој може да каже свое мислење. Така. И кога некој го кажува своето мислење, а нема како да кажам, компетентен некој музички критичар за нашата бранша, што треба да каже и да се знае дека тоа што е кажано на некој начин има тежина. Така. И во таква ситуација тогаш секој може да кажува, ја не знам, секогаш велам ако некој има нешто да ми каже, нека дојде во очи да ми каже, за било каква работа, нели, и за убаво и за неубаво. Ја например кога ќе слушам убава песна, ја ќе се јавам, Јулија, значи прекрасно ми се допадна, или на друга колешка или на друг колега и така натаму, ако ми се допаѓа песна. Ако не ми се допаѓа, не морам да му се јавам. Али сакам да кажам, треба да бидеме транспарентни, ако веќе нема таа, недостасува таа музичка критика, за жал. Да. Кај нас, треба да бидеме транспарентни, а тие заткулисни, нели, овој рекол така или оно рекол така, тоа го оставаме на секој како мисли, нека си каже. Да, но морам да кажам од она што јас еве вака, како да кажам, како јавно некое мислење го кажувам, ама општо, значи сликата за тебе... Добро, вие знаете нормално повеќе, јас не знам што се зборува. Да, па јас не знам, ја не се бавам со трачеви, искрено да кажам. Секогаш сакам да се видам со колега, со колешка. Секогаш сакам да испиеме кафе или да поседиме, да поразговараме и така натаму. И сум позитивен. Генерално немам нешто да ми смета и така. Да, си ја тера мојата работа. Си позитивен и како човек, но морам да кажам дека и како музичар
си некако си држиш една своја убава така позиција и мене тоа ми е многу драго заради тоа што знаеш како не е едноставно човек да се одржи. Естрадата е сурова, мораш да признаеш, и не е едноставно да се одржиш толку години, да траеш и така, да не дадеш повод, да речеме, сега знаеш како може многу лесно да се открие кога некој го кажува тоа претенциозно, да наштети, но едноставно некои работи си имаат некое свое течение и луѓето во суштина знаат кои луѓе од естрадата си држат некое ниво, да речем. Јас уште едно жалење сега ќе искажам, а тоа е дека медиумите недоволно ја вртат. Не презентираат ја. Не презентираат, да речеме, доволно македонската новосоздадена песна. Значи, нека се пушта се. Да. Тоа што вреди, ќе остане. Тоа што не, на некој начин, сами по себе ќе се изфилтрираат работите, песните и така натаму. Меѓутоа, како што кажа ти, народот сам ќе си одбере кои се неговите миленици, пејачи или песни, што му се допаѓаат. Така. Оти народот сепак знае да просуди. Ама ако не му понудиш на народот, како ќе знае? Апсолутно. Кај нас е проблемот што не се нуди. Она што на вистина се работи се ствара. Немаме ние, не знам, не само медиуми, едноставно на вистина и радијата, и телевизиите, и пишаните, се некако како да кажам, во некакви граници. Ама да се разбереме, значи позади тие песни, позади тие фестивали и така натаму, аранжмани, композиција, текстот. Така. Значи стојат еминентни имиња во македонската новосоздадена музика. Така. И треба тоа да се почитува. И тоа треба да се пушта. Тоа не може да не биде убаво. Меѓутоа, ако ти нешто не го презентираш на јавноста, а се презентира нешто од страна, од ваму таму, и нормално луѓето увото им се навикнува на некој друг звук, на некои други песни и така. Мишко, предлагам за почеток, затоа што знам дека сега гледачите едва чекаат да те слушнат. Ти си ја понеси гитарата. Ќе искористиме неизе малку подоцна, но сега да одиме со еден спот, со една музичка numera и потоа ќе се договориме како ќе одиме. Ти си водителот, главната. Како ќе кажеш така? Добро, одиме. Со Јулија. Од моите очи среќни
ми се твоите ноќи, дур те барам јас насекаде и во ова срце моје тага доаѓа по своје, а ти среќна со друг некаде. Океани нас не делат, сега ти си туѓа велат, како ми е и не прашуваш. Велат времето ga брише, а без тебе не се дише, безкрајно ми не досазваш. Ајде Битола. Океани нас не делат, сега ти си туѓа велат, како ми е и не прашуваш. Велат времето ga брише, а без тебе не се дише, безкрајно ми не досазваш. Безкрајно ми не досазваш. Благодариме. Будење со Јулија. Браво, браво, Мишко, за оваа прекрасна песна, на вистина толку убава, толку певлива. Ајде да проговориме за гледачите, затоа што знаеш што, оваа песна е хит песна, ова треба да се пее по цел ден и по цела ноќ. Треба да се пуштаат, како Да што се пуштаат, спомнавме. баш така. Морам да кажам, значи, у кратки црти, песната е на Милан Завков, Така. покојни наш колега и маестро. Аранжманот е на брат му, на Тодор Завков. Текстот е на Орце Зафировски. Така. Песната требаше да биде изведена на Фолк фестивал Андово 2020, меѓутоа короната Фати. Така. и во Андово не се одржа и после натаму, наваму до ден денеска, значи мислам до 2023 е ова снимката на Ехтаа серенада во Битола. И ми се јави Орце Зафировски, текстописецот, вика Мишко да ја пуштиме на серенада на Ехтаа серенада во Битола, вика повторно се фестивалот се возобновува. Аха. И викаме, па супер, викам, Орце пушти ја, знаеш, песната си убава. Нели, штета така да стои само. И ја пушти, ја прими ја песната и еве се изведе во живо со камерниот оркестар на Битола, на културно-уметничкиот центар во Битола. Така. И така да ете, Прекрасно номер. во живо, се Да. 100% во живо. И така. Така да работиме, еве, јас и минатата година исто имав песна на Ехтаа серенада на Фолк фестивал Андово. Исто еве сега за неколку дена во недела се одржува Фолк фестивал Андово. Чија песна, што песна ќе пееш сега? Ќе пеам на Сашко Велков, музика и аранжман, и Радмила Митровиќ текст. Така. Се вика да се вратам, да речам, печалбарска тема. Да. Сега, дали е печалба или како да го наречеме, али знаеме на што се мисли. Да. И така, прекрасно. Одлично. Мишко, тука ти е гитарата. Ајде, знам дека моите гледачи едва чекаат да те слушнат во живо, потоа ќе одиме со нешто друго интересно, но малку мора да ти искористиме со гитарчето. Нема проблем, Не знам затоа и... што си... Слушај, ти си познат по живите свирки, за тебе не е проблем во секое време да Тоа земеш сакав да гитарата. кажам, значи... Не ти треба припреми. Опа, само вака. Микрофончето да не го... Да, јас мислам дека... Вака ќе го... Добро, без каиш. Да, без каеш. Слободно. Да не ни шушка микрофонот. Да, да не шушка. Зборот ми е, и тебе ти е јасно, во нашава работа нема на стара слава. Да. И нема до пензија. Нема. Тука секој ден е ново докажување. Така. Значи, ако не е задоволен газдата
Да, Гостите, така. Нема милост. кој сакаш биди. Да. Ништо тоа не важи. Да. Да речеме- Малку позади палтото ова тргни сега, да не е така, добро, супер. Веќе почнем да речеме, ево од 91 Валандова што пее песната. Може така? може. Е рефренче така. Ако не, ба можеш и да си... Што ти е мило тоа? За разум бутовар злато, ке ти дадам богатство. Само кажи, колку ти чини меракот. Колку ти чини меракот, колку ти чини љубовта, нели е доста младоста и лудоста. А после да си море, ке те препливам, Браво. да си небо, ке те прелетам, да си болест, ке те одлежам, да те немам, душо, не можам. Па Таа од после... која година беше, се сеќавам Ова е леле колку- 92-ра. 92. Колку убава песна. Слушај, не ги пуштаат, Мишко, стварно ме боли. Срце носам една слика, нигде нема таква лика, нема како мојата Ананика. Срце носам една слика, нигде нема таква лика, нема како мојата Ананика. Па ова. За таа љубов да наздравиме, никогаш да не се разделиме, срца да си слеме, живот да живееме, живот да живееме. Па вика, љубов моја ранлива, солза моја горчлива, има ли уште малку надеж, малку среќа да ми подариш? Љубов моја ранлива, солза моја горчлива, има ден за мене, има ли цвеќе што не вене? И така натаму. Браво, маестро, ова маестрално. Еј. Мишко, да те прашам, како кога си на свирка вака се наштимуваш кога си станеш од сабајлот и многу луѓе се жалат од колегите, не можам да пеам, ама јас мислам да тие што знаат не е проблем. Не, добро, некогаш имаме проблем, нормално, сега, Са гласни жив човек, жици се, да, жив ама човек. не, и гласни жици се во прашање, не. Меѓутоа, вака генерално, сум окей, немам толку проблеми. Вечер имам свирка, така да до вечер имам време и да се одморам и да... Така. Да се Мишко, наштимам, што викаш. Јас мислам дека е време да ги разгледаме оние прекрасни фотографии кои што ги одвоив, малку гледачи да те видат сликовито и да ги Па испрокоментираме. добро, тоа е еден мал дел, како да кажам, не можев да ги најдам, да најдам многу Да, па не, ни може. гостувања Така. секаде, Австралија, Америка, Канада, Европа, секаде. Значи, бившите ју простори исто, Така. многу фотографии. Меѓутоа, и со време бев малку тесно, меѓутоа нешто ете се Одлично. одвои, да. Се одвои, ајде ќе видиме. Еве, тука си како детенце мало. Ајде да видиме, тоа си ти. Тука сум, да, ова е, сестрите ме држат лево и десно, пределката новогодишна ова... На колку значи, годинки елка. си? Епа, ова е 64-та нова година. Значи, јас сум 63-та, една година тука имам. Една годинка. Ете, да те видиме на една година. Мислам дека Да. ова фотографија прв пат кај мене вака на телевизија или Ова имаше... прв пат, да. Да. Тука сум на една свадба на еден другар во Неготино. Чекај, Тука кој си сум ти во- сега? Не можам да те познам. Епа, со брадата. Со брадата си имал и брада. Епа, затоа, нели, Браво. кај Јулија Слушај, ме потсеќаш на некој глумец, не знам на кого. Тука сум со Тања Јорце од Folk Jukebox. МТВ организираше чистење на кејот на Вардар. Така. И ете тука со вречите
ги тргнавме таму на страна, па една фотографија. Ова е во Црешово, имаше изложба на народни носи, со Милица Кузмановска и со ова е Баже Мики. Груевски. А Милица и Баже со тебе. Милица и Баже и јас. И така убаво си поминавме. Имаше многу пејачи. Ова е дел од една фотосесија, требаше да се оди да одам во Канада, па ми бара фотографии за реклами што прават плакати, па има тој неделник, македонскиот неделник во Торонто. Ова сум кај менаџерот Кит Пандовски и неговото семејство, кој што ме носи во Канада, ме носеше. Почина, Бог да го прости, еве го, значи, тука... Овде на аеродром? Еве на аеродром се... Полетуваш, се спремаш за некаде? Полетувам, да, па за Канада тоа беше. Ова беше баш пред, за дочекот на 2020 беше. А ова сум на свадба на син ми, запеав тука пеа група Соната од Велес и Кате. Запеав и ја нешто, ова некоја исто така со... Некој во домашна атмосфера, да, кај некој со некој пријатели кои ти се... Со сватот, син ми и Знаеш, шурата на син ми така. така, гледачите сакат вакат да гледат. Ова исто е од емисијата која што најчесто гостувам, мислам и сум добре дојден и така натаму, со моите колеги Игор Христов и Дарко Дамевски на армоника, Тања Јорце. Во фолк джубокс ти ова на македонски? Ова е во фолк джубокс, да ти кажам, за време на короната, после короната. Така. После короната е тука Одлично. сите спремни. Еве тука си во елемент. Ова сум во елемент, тука е вака кога се пее забавна музика. А ова беше 17 години македонска радиотелевизија во Новиот театар, во живо со ревискиот оркестар на македонска радиотелевизија, под диригентска палка на Љупчо Мирковски. Тука ја пеев Моја малечка гулабица од Драган Мијалковски. Беше идејата да се пее народњаци забавно, забавњаци народно и така. Ова е во Торонто за Нова година, дочекот во црквата Свети Климент во Торонто. Прекрасна организација, ве гледате какви сали. Мислам да видат гледачите, ти знаеш, значи какви сали македонците имаат во светот. Прекрасни, еве ова од времето кога имаше крстозбори, кога се решава. Да, крстозборите кога бевме, да. Ова, кој знае, од Котелец ли, од екран некој крстозбор? Да, Котелец. И така ете и ова статистика. Ова ми се колегите во Торонто, кои што имавме неколку свирки, Сонја Лозановска и Оливер Бенд. Да, ги знам, да ги поздравиме многу. Прекрасни се ги поздравувам. Да, прекрасен пар, да. И немам зборови за нивната соработка, мислам соработката со нив. Ова е мал концерт на македонска телевизија со во живо, мислам се Љупчо Трајковски, Фисеве на бас-гитара, Дарко Дамевски, армоника, Виктор, кларинет и Боби на клавир, јас со гитарчето и така. Така. А ова некоја семејна ли е што? Ова ми се децата, ова синовите ми се со снаите. Аха, синовите со снаите. Синовите со снаите се, да. Боже, Мишка, колку убавина, браво. Па, тоа е сега, знаеш, животот. Значи, два сина имаш? Два сина музичари, кои што... И тие се музичари, браво. Музичари, ама не се бават со музика. Ова е во ресторан Деспи на Охрид за 8 март, баш короната кога фати. На 16 март веќе забранија, а ова беше на 8. И 400 и кусур имаше публика, жени. Еве си со Кате. Ова е со Кате исто во некоја емисија. Имав прекрасна соработка со Ната и со Кате. Ова е некоја... Ова е во Велес. Ова е во Велес, значи велешки легенди музички. Тука се колеги. Ова на крајот е Даниел Чапар, со кој што свиревме таму. Тоа е Крсте, Борче и, значи, и Златко Кејшаров. Така да, во една прилика таму музициравме и ајде да се сликаме да го овековечиме настанот. Ова е за короната, ова е син ми, помалиот,
Така. Јас сум тука со брада, Со брада си. ама тука ми е бела брадата. Јас веќе на првата слика ми беше Да. црна. Така да брадата е бела, ама добро. Ова е исто фамилиарно на една домашна прослава кај нас, ова ми се сестрите, зетовите и жена ми. И тоа беше веридба на некој од синовите. Кај нас дома во Скопје, тука во Нерези, еве ми ги децата. Истата таа вечер мислам дека беше. Многу сум изнаставал многу приватни сум изнаставал. Имаме, да, Да, еве, убаво тука е. исто, ова е... Гледачите сакаат да гледат Да, малку ова е приватно. исто дојда на спавојница на некој од внуките што се роди исто од фамилија. Тука сум, бидејќи куќата ми е блиску до Вардар, ете ми го куќето таму блиску, па го шетам покрај Вардар, малце го пуштам, многу сака да у вода да плива, да се брчка таму. И А кај живееш? во Нерези. Во Нерези, да, таму. Ова ми е домашното студио на некој начин кај што си правам демо снимки Браво. и ете Си имаш комплет излегува. музичка опрема, така Да, имам студио. Ова е исто во Folk Jukebox со колешката Елена Велеска. Добро. И Да, имавме Ето, убава прилика така. да видиме убави фотографии, на вистина прекрасно. Ете така, слушај, не може животот да се опише низ Ама тие не, фотографии, ама малку од не, малку, а и убаво е гледачите сакаат да видат да, малку горе-доле нешто, ете, што не е... Природно е малку, знаеш, онака, да не сме све... Во мојата емисија сакам луѓето да бидат природни, да го видат и оној приватен живот, да видат дека и ние страдните луѓе имаме фамилии, дека имаме душа, што се вика, не сме онака само наместени. Ама не сме од Марс паднати, Да. нормално дека тоа е дел од нашиот живот и го сочинува секојдневието животот и така натаму. И ете, како што кажав, има многу други ситуации, меѓутоа не можеме сега само. Така. Мишко, ајде. Ајде, како се вика, она распали малце со гитарчето, нешто што ти е драго. Да, армоника ќе распалам, ама со гитара, така малку ќе... Не ми седи коконо мори, не ми седи достојно, не ми седи мори на портите. Не ми седи мори на портите. Ќе поминет коконо мори, ќе поминет достојно. Ќе поминет мори низамите. Ќе поминет мори низамите. Ќе ти речет коконо мори, ќе ти речет достојно. Ќе ти речет мори потурчи се. Ќе ти речет мори потурчи се. Ти да речеш коконо мори, ти да речеш достојно, ти да речеш море не се турчам. Ти да речеш мори не се турчам. Не се турчам, а гобре море, не се турчам бегубре.
Месету речам море и да загинам. Месету речам море и да загинам. Слушај, Мишко, Ова е една песна од дома што ги пеевме како дете уште. Браво! Кажи ми потеклото на оваа песна, ова не знам некој дали ја испеал кај нас вака како ти сега. Па Ова е толку убаво да ја препеш, да ја ставиш на Па носеш треба, на звук. треба. Али затоа нарочно ја одбрав затоа што не е многу вртена песната. Така. И така, значи песната се знае по текстот од кое време е. Да. И А од кој крај на Македонија, дали знаеш? па веројатно од Мијачкиот, Аха, најверојатно. така. Неверојатно како. Манчевски, Сариевски. Нели? Така, така. Прекрасно. Мишко, предлагам, бидејќи имаме многу материјал, одиме со спот па се враќаме во студиото. Супер, супер. Дење со Јулија. Ајде што е тоа, чудо ем големо. Ајде што е тоа, чудо ем големо. Во село Кадино, ајде там се бие, тој Методи Пачев. Ајде там се бие, леле, тој Методи Пачев. И неговата верна дружина. Осумина ми се вкула сардисани, одаскер и баши бозук. Ајде ми извика тој Методија. Ајде ми извика на верната дружина, држте се момчиња, клетва сме си дале. Живи да не се даваме. Осумина веќе вкулата падна, клетва исполнија, клетва за слобода, за мачна Македонија. Будење со Јулија. Прекрасен спот, прекрасна Добро, интерпретација на ова Мишко. е- Миша, стварно, значи, слушај, ова Вака сега, прекрасно. ова композиција е
исто стара композиција, посветена на Методи Патчев, војводата, и во првиот циклус што беше Македонија вечна, Николче Мицевски и оркестар, се направија под ова покровителство на Министерство за култура, се направија неколку патриотски песни со патриотска содржина. Така. Едно 10-15 може беа песни и пејачи, и се направи спот. Исто Македонска радиотелевизија беше медиумски покровител и се снимија спотови за секоја песна. Така беше. И оваа песна е дел од тоа. Од таа, да. Така да исто се гордеам со оваа песна и така. Многу убава да знаеш. И убаво осмислена целата она Па сликовито и да, што се вика, тоа беше визуализацијата, а твојата во етно село, виж. во етно село беше се снимаваше. Да, тогаш не знам дали уште постои, ама тогаш етно селото. Па, Одека на Водно, во тоа етно село. Да, па еве сега пак сега повторно се живеа. да, концесија се зема и Па и треба. ќе одиме на чист воздух повторно горе. Миша, што најмногу сакаш? Кој жанр најмногу ти лежи? Во повеќе жанрови тебе нема нешто што не ти лежи. Ја и кога те слушам во оние забавни песни ти како ги пееш, мислам тоа е и покрај тоа што ти важиш за нели фолк пеач, ама буквално ми се чини дека секој жанр, ама сепак некаде можеби најмногу се пронаоѓаш. Ти по себе си тоа го знаеш и меѓутоа да одговорам на прашањето дека пеач или си пеач или не си. Значи пеач пее се што е убаво на некој начин, барем јас така мислам. И забавно и народно, значи нели некоја убава песна забавна да отпееш. Едноставно ти е предизвик и е прекрасно да се отпее. Така да ете. Меѓутоа јас доста време бев во рок водите, во забавните води. Така. Значи, на времето учествував со мојата група Бош на рок фестивалите кои што ги организираше Екран. Тимчо Апостолов беше уредник Екран и организира рок фестивали тука во салата на Работнички, во МКЦ, во Штип, исто така во Младински, Охрид на ракометното игралиште, значи тоа беа фантастични моменти во македонската рок музика, тогаш излегува и Цимер, дека си бе Цимер. И култура токму така, и ние бевме од Неготино Бош. Меѓутоа, штета што нема видео, не се снимаат тие концерти. Меѓутоа беа само како на некој начин да се афирмира македонската рок музика и ревиски беа тие настани. Секоја група се презентираше, меѓутоа требаше да се примат песните. Так. И ние праќавме аматерски снимки на ова аудиокасети. Да. И завршеше приемот, да. И така, тоа беше време на Пеницилин, Цимер, значи БТ Топ, и овој автограм тука, Џафер и многу, мислам, Ристо Самарџиев. Да. Миша, зима гитарата. Јуле, бе! А нешто? Во живо да ни пееш. Не, ќе ви пеам, ама и ти ќе ни пееш малце. Може? Да, нели така? Ми биде чест со тебе да пеам. Треба да се најдеме на некоја свирка малку. Доаѓи во Старо Буре, сум секој петок, сабота, недела. Аха, во Старо Буре си? Да. Добро е малку и реклама, па ќе дојдеме. И вечер сум. И вечер си там. Да. Добро, Миш. Што ќе отсвириш и да отпееме заедно? Аха, Калина моме, може. Назад, Калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас има висока гора, неке можеш да ја поминеш. Ќе
се сторам, Јас сокол пиле, ипак кај тебе ке дојдам. Гора ке прелетам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. Гора ке прелетам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. Назад, назад, калино моме, немој да одиш по мене. Кај нас има длабока река, не ке можеш да ја поминеш. Кај нас има длабока река, не ќе можеш да ја поминеш. Ке се сторам, јас рибам рена, ипак кај тебе ке дојдам. Река ке препливам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. Река ке препливам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. Браво за нас! Продолжи, Мишко, браво, браво, маестро. Се посврши, сер без донка, се посврши, сер без донка, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сер без донка на Јаричкови, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сер без донка на Јаричкови. Ирлија, сер без донке, надојдоја другарките, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, другарките, комшивките, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, другарките, комшивки. Ај така малку по сегменти, или например оваа може. Може, може. Мори чупи костурчанки, мори чупи костурчанки, раширете горото, раширете горото, раширете горото, раширете горото,
да види ме фустаните, да види ме фустаните, да види ме фустаните, да види ме фустаните, кој е фустан дамка Илија, кој е фустан дамка Илија, да се сторам севда Илија, да се сторам севда Илија, од фустанот на чупчето, од фустанот на чупчето. Браво, браво, маестро, браво. Така. Знаеш ли дека поздрави до нашите од Егејска Македонија. Знаеш и дека ни истече Пиринска. времето, Мишо, ни истече. Што збориш? Да, стварно, ете, сад време Ти и ми повеќе рече, че си во имаш многу емисија. време, че имаш. Да, Шо ма си? сад време, гледаш. Како летна за час. Па добро. Заостанува да ти се заблагодарам овде што беше дел од моето будење, што ме удостои да дојдеш, што ми отпеа волкубави песни. Да знаеш, секогаш си добредоден, вратите ти се отворени. Да ти посакам само убавини. За крај сакам да завршам со уште една твоја песна, затоа толку брзам, за да не го поминеме рекламниот Апсолутно, термин. колку си е терминот, толку благодарам на поканата, Јулија, драго ми беше. Навистина си поминав убави моменти со тебе заедно, убав амбиент и пријатна атмосфера овде. И ме почестивте и со кафе и со се што треба. Добро ли беше кафето? Одлично, одлично. Ја реков, многу е убаво кафето, пак ќе дојдам јас. Така, да дојдеш. Важно, те чекувам. тоа е тоа, благодарам уште еднаш, поздрав до сите гледачи и да се слуша повеќе македонската музика. Така, и да се гледаме за добро заедно. Поздрав дома, се гледаме за убавини. Драги мои, ова беше Мишко Крстевски. Одиме со спот и така ќе се одјавиме. Вашиот водител и мотиватор Јулија Мациевска ви посакува прекрасен ден. Дење со Јулија. Nemam nikoj osvен ti i nishto drugo ne posakuvam, samo jedno najmila, pokraj tebe jazda ostaram. Nekogaš davav se za drugari muzika, a сега samo živeam za jedna tvoja nasmevka. Ti možeš sve da napraviš, bolna duša da izlečiš, a možeš i srcevo studen kamen da go pretvoriš. Sve da napraviš, duri i da me ostaviš, samo jedno ne možeš, da te sakam, da mi zabraniš. Nemam nikoj osven ti i od ništo ne se plašam, osven tebe najmila, nemam drugo što da izgubam. Ne žalam i život da go dadam za tebe,
pa preda se pojaviš, ja snema život vo mene. Ti možeš sve da napraviš, bolna duša da izlečiš, a možeš i srcevo, studen kamen da go pretvoriš. Sve da napraviš, duri i da me ostaviš. Samo jedno ne možeš, da te sakam, da mi zabraniš. Ti možeš sve da napraviš, bolna duša da izlečiš, a možeš i srcevo, studen kamen da go pretvoriš. Sve da napraviš, duri i da me ostaviš. Samo jedno ne možeš, da te sakam, da mi zabraniš. Budenje so Julija.